За жал, денес повторно имаме голем број на пожари, дури 35 пожари регистрирани досега на територијата на државата, од кои што 13 се изгаснати, 5 се ставени под контрола, дури 17 остануваат активни во текот на ноќта. Некои од нив даваат само чадење, некои од нив горат и предизвикуваат вознемиреност помеѓу граѓаните. По Пладнево имав можност да извршам извидување летејќи кон Галишица со големиот полициски хеликоптер Ми-171, благодарение на храбрите полициски пилоти. Од оно што можев да го видам со своји очи, пожарот на територијата на Јасен и кон селото Белица, територија на општина Македонски Брод, повеќе чади отколку што гори, и тоа на тешко пристапен терен. Неговиот обем е драстично намален, но се уште не можем да кажем дека имаме целосна контрола врз него. На земја во гаснењето учествуваат поголеми сили. Пожарот на планината Галичица, кој што предизвикува голема вознемиреност кај населението од двете страни на планината, и во Охридскиот регион и во Преспанскиот регион, гори на тешко пристапен терен и во поголем дел на непристапен терен, односно карпес терен, каде што човечка нога не може да стапне. Хеликоптерот фрли неколку корпи вода на овој тешко пристапен предел, но линијата е голема, но и за овој пожар можам да кажам дека преку денот повеќе имаме чадење отколку горење. Гори повеќе трева која што во текот на ноќта се гледа и создава вознемиреност. Во текот на утрешниот ден, за да се постигне поголем ефект, ќе се обидеме со гаснење со 3 хеликоптери. Но повторувам, овој пожар по својот обем и динамика не е опасен во однос на големите пожари кои што ги имавме досега, но на некои места има поголем број на неексплодирани средства кои што може да го загрозат животот и здравието на гасначите, но и на посадите на леталата. Од преспанска страна на овој пожар делувавме со еден трактор на дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот кој што се движи во насока на село Цер Кичевско исто така создава голема вознемиреност, но е многу далеко од селото, се движи споро, гори ниско по земјата, иако се создава густа чад која што се крева високо и ја предизвикува таа вознемиреност. Линијата на пожарот е повеќе од 10 километри и е невозможно да се изгасне со неколку воздухоплови. Но гори неквалитетна шума, грмушки и трева. Пожарот кој кон селото Патец во Кичево гори неколку дена, но горат најверојатно само лисија, односно подлогата помеѓу дрвјата, бидејќи не забележавме знаци на активно горење. Пожарот во Дебарско над село Гари исто така предизвикува големо вознемиреност и голем број на јавувања, но овој пожар е далеко од селото. Ако со оваа брзина продолжи да гори, ќе му требаат повеќе дена да се приближи до селото, но таму веќе локалното население со подршка на национални шуми е организирано, ќе се обидат да го стопират пожарот доколку се приближи кон селото. Пожарот на територијата на општина Долниник и село Дебрешта, крак има крак кон село Зрзе, крак кон село Крапа. Имаме пожар на територијата на општина Новаци кој што се уште е активен и предизвикува вознемиреност, но не е зафатена квалитетна шума. Денес изби пожар на територијата на општина Валандово во местноста или ке селото Казандол. Гори ниско стеблеста неквалитетна шума и така наречен прнар, односно трња. Општина Пласница кон селото Пласници, село Латово, пожарот се движи многу споро, гори ниско стеблеста вегетација, трња и трева. Општина Македонски Брод кон село Девич и село Вртешка гори мешана неквалитетна шума. Општина Чашка кај село Мокрени гори ниско стеблеста дабова шума. Општина Македонска Каменица кај село Цера гори мешана шума. Овој пожар беше ставен под контрола, но повторно се разгори еден крак. Општина Василево, местноста Карбино, односно познато како Зиг Слобода, каде што гори исто така ниско стеблесто растение. Повторно е овој пожар реактивиран, беше претходно изгаснат. Кај општина Сари, село Кондово, имаме ѓубре и сува трева. Кај општина Струга, село Велешта и село Долна Белица гори стрништи и сува трева, која што исто така предизвика вознемиреност, но мислам дека досега е изгаснат, бидејќи беше при крај со гаснењето. На општина Струга имаме уште еден пожар кај село Мороиште и село Мислешево.
горат стрништа и сува трева. Но апелирам да престанат палењето на стрништата, бидејќи од нив почнуваат многу сериозни и тешки загасење пожари. И последниот пожар, 70-тиот пожар на општина Гевгелија, село Давидово, горат грмушки и сува трева. Генерално, денес останавме без странска помош, ги имаме само домашните летала, некои од нив мора да вршат редовни сервиси. Во текот на денешниот ден на располагање имавме еден полициски хеликоптер и еден ер трактор, додека утре ги имаме и двата армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер и два ер трактори. За овие пожари се сосем доволно, доколку имаме неопходна потреба за странска помош, таа може да се побара, ЕУ механизмот е активен, но во овој момент од УХМР се најавуваат дождови на повисоките места и очекуваме во текот на следните денови дождовите да ни помогнат во совладувањето на некои од овие пожари на отворен простор. Тоа од прилика се, другите пожари ќе ставиме во Вибер групата на ЦУК, кои што се под контрола и изгаснати.